Колку ултиматуми чувте до денеска од Трајко Велјановски? Секој втор ден се заканува дека ќе ги усвоел оставките. Ама после секој ултиматум добиваше јасна порака од нашите протеници. Повели, ги поднесовме оставките за да ги усвоиш. Трајко Велјановски ќе даде ултиматум, ќе го потврди уште еднаш и ќе го снема. После месец дена почнува со нови ултиматуми и со нови лаги. Меѓутоа сакам и овдека и во Струмица да оддадам признание на сите наши коалициони партнери, меѓутоа и на сите наши пратеници, кои ја добија довербата од вас и знаат дека ви должат да стојат зад договореното. И кога не прашуваат на што се должи таа ваша цврстина, како што рече председателот, не е тоа од инает. Таа цврстина се должи на искуството кое што го имаме. Секој пат се враќавме назад во парламент заради Македонија. Горди бевме заради тоа. Ама сега знаеме дека за Македонија треба да останеме надвор од парламентот. И тоа го правиме секој ден и го покажуваме со секој наш чекор. Тука се и Панче, тука се и Маријан, меѓутоа и сите оние кои не се присутни. Знаете зошто влегуваме со кренато чело и чист образ? Заради нивната честност. Заради вашата поддршка на нашата одлука. Затоа сме силни. И затоа ја испративме пораката. Нема ултиматум кој ќе ја сруши нашата верба дека за Македонија мора да се бориме. И ова е нашата борба денес. Да бидеме надвор од парламентот, за да покажеме дека кражба изборна не смее да дозволи Република Македонија.